Библиотеката е темел на писменоста. Токму на оваа тема утрово разговарам со мојата соговорничка Ксенија Маказлиева Трајчева. Ксенија, добро утро за вас и драго ни е што утрово одвоивте време за Македонија наутро. Добро утро, поздрав до сите гледачи. Колку е важна оваа професија? Важна е се разбира, затоа што споминавме библиотеката темел на писменоста и од тука всушност започнува се. Да, библиотеките се чувари нели на книжевното богатство, меѓутоа за да книжевното богатство стигне во раците на читателите и на помладите и на возрастните, многу е битна улогата и ликот на библиотекарот кој што работи во библиотеките. Токму затоа и пред 6-7 години се воспостави признанието библиотекар на годината, за да ги одбереме, да ги најдеме, да ги мотивираме и да им дадеме признание на најдобрите библиотекари, како во училишните, така и во јавните библиотеки. Оваа година, 6-ти пат поред, беа доделени признанијата на најдобриот училишен библиотекар во оваа година Ленче Славковска од Наумнумовски Борче во Скопје и од јавните библиотеки од Националната библиотека во Охрид. Милчо Јовановски го понесе признанието за најдобар библиотекар оваа година. Кога се избираат најдобрите библиотекари, кога се распишува конкурсот, се зема се во обзир, нели како тие делуваат во своите библиотеки, меѓутоа најважни се оние средби кои што ги имаат со читателите, промоциите, секако тука се и признанијата и наградите и она што е многу важно, медиумската писменост или медиумската видливост на библиотеките. Знаете, многу е важно тоа што се работи во библиотеките, медиумите да го покријат и сето тоа да биде дополнителна иницијатива, дополнителна инспирација за сите други кои што работат во оваа библиотечна и информацијска дејност. Ги споменавте вие медиумите, неодамна имаше и убави настани кои што ги организиравте, започнавте од Скопје, продолживте во Охрид и Струмица. Да, така е, Скопје, Охрид, Штип, па Струмица. Организираме советувања кои што имаат за цел да ја разбудат свеста кон значењето на книгата и читањето од најмала возраст. Вмрежени се сите наставници, воспитувачи од предучилишно до средно образование со една единствена цел да ја вратиме книгата во мода и да ги потсетиме пред се и родителите, затоа што наставниците се свесни што значи читањето и книгата, меѓутоа некако родителите како премногу да им даваат значење на дигиталните содржини со кои што децата се обкружени повеќе од колку што треба, меѓутоа сето тоа предизвикува негативни последици во психофизичкиот развој кај децата. Затоа многу е важно да се вратиме на читањето, особено на она читање пред спиење, кое што навистина дава многу позитивни реакции кај децата, позитивно делува врз нивниот развој и психички и ментален и затоа порака која што ја испраќаме од Скопје преку Охрид, Штип и Струмица, читајте им на вашите деца. Колку порано ќе почнете, толку подобри луѓе ќе создадете во иднина. Да, и всушност целта на овие предавања беше дека вештачката интелигенција многу ни помага во современото општество, меѓутоа да не забораваме да читаме. Ја завршуваме оваа училишна година, еве една порака до нашите најмлади, вашите читатели, оние кои што се разбира сакаат да го негуваат убавиот пишан збор. Секако, значи, летото е време кога имаме повеќе слободно време и децата и возрастните. Лектирите се секако тука, меѓутоа да не останеме само на лектирите, да бидеме инспирирани да прочитаме и нешто плюс надвор од она што е задолжителна лектира, а за тоа секако тука се книжарниците, тука се библиотеките, посетете ги. 1 јуни е ден на детето, 10 јуни е меѓународен ден на започнување на летните читачки кампањи и тоа ќе го одбележат сите библиотеки во Македонија, ќе се организираат бројни настани, па следете, бидете присутни и не заборавајте. Книгата е прозорец кон светот кој што ги отвара сите врати за секој еден поединец за да стане подобра верзија од себе. Да, ова е причина плюс повторно се разбира да ве посетиме и да направиме линковско вклучување и се разбира да не бидете гости во студио повторно. Секако се надевам дека ова лето ќе биде доволно инспиративно да се прочита барем една книга плюс и да се отпатува во свет кој што ќе предизвика позитивни емоции кај секој од нас, меѓутоа и ќе даде поука како да се справиме со сите животни предизвици. Ксенија, ви благодарам многу. Благодарам на поканата.